Пред самото ставање во функција на долгоочекуваниот водовод во манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец, при завршени над 70% од работите, тешка кражба го пролонгира неговото пуштање. Украдени се поголем дел од веќе монтираните кабли од автоматиката и од електрониката, а неопходни за функционирањето на водоводот. Штетата се проценува на околу 10.000 евра. Кражбата се случила пред новогодишните празници и пријавена е во полиција, но сторителите се уште не се познати. Водоводот со средствата што беа одобрени од ТАФ се направи некаде 70%. Со помош на водовод, со работници од водовод го доработивме целосно водоводот во Трескавец пред нова година, можам да кажам. Сега во месец март треба поново да се обнови и поново да се стави во функција. Значи беше ставен во функција, беа денови во прашање кога резерварите веќе двата беа наполнети со вода. Сега, после огромната предизвикана штета, периодов интензивно се работи на обезбедувањето на нови средства за украденото повторно да се надомести и манастирскиот водоводен систем повтор пат да биде оспособен, уверуваат градските власти. Работиме на случајот да повторно да се обезбедат средства за обезбедување на тие материјали кои што навистина можат во 1 или 2 дена да се имплементираат во тој водоводен систем. Инаку, изворот е комплетно обезбеден, резерварите, доставувањето на водата до манастирскиот комплекс Трескавец и останува само да ги дозавршиме и еднаш да го објавиме како завршен проект. Со хлорирање чиста вода исклучиво за наменета за пиење. Пуштањето на водоводот во манастирот е и последниот предуслов за конечно да се изврши и технички прием на комплексот, откако во 2020 година целосно беа реновирани конаците по катастрофалниот пожар од 4 февруари 2013 година, кога беа пеплосани до темел. Манастирот Трескавец датира од 13 век и е заштитено културно-национално наследство. Во моментов, заради проблемите со водоводот, иако конаците се целосно возобновени, собите и понатаму остануваат затворени за посетителите.